Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Учебната година со одлука на Министерството за образование и наука почнува денеска за 20.000 првачиња. Во средните училишта запишани се вкупно 17.131 ученик. Во двата уписни рока во скопските средни училишта запишани се 6.496 ученици, а во другите општини бројот на запишани изнесува 10.635. Генералната најава е веднаш она што следува, потоа се враќаме со прилозите за денеска. Денеска почнува новата учебна година. Булеварот Трета македонска бригада во завршна фаза. Бензините поскапуваат до 1 динар, дизелот со иста цена. За разлика од минатите години, оваа учебна година најголем број запишани ученици има во средните стручни училишта, а како и досега најмал интерес има за уметничките училишта. Над 20.000 првачиња денеска седнаа во училишните клупи во новата 2017-2018 година, која наместо традиционално на 1 септември со одлука на Министерството за образование и наука почнува денеска. Според податоците на Министерството за образование и наука, бројката на запишани првачиња според досегашните податоци со кои располага Министерството изнесува 20.437. Во Скопје од вкупно 10 општини до сега се пријавени 6.159 првачиња. Во средните училишта запишани се вкупно 17.131 ученик. Во двата уписни рока во скопските средни училишта запишани се 6.496 ученици, а во другите општини бројот на запишани изнесува 10.635. Поголем интерес имало за стручното образование, каде се запишани 9.983 ученици, а за гимназиското образование се одлучиле 6.703 ученици. Во скопските гимназии се запишани 2.768, а во стручните училишта 3.407 ученици. Во гимназиското образование во другите општини запишани се 3.935 ученици, а во стручните училишта во другите општини 6.576. Во уметничкото образование се запишани вкупно 224 ученици, од кои во Скопје 148, додека во спортска гимназија 221 ученик, од кои во Скопје 173. Од Министерството за образование и наука наведуваат дека конечниот број на основци и средношколци ќе го имаат кон средината на септември по комплетирањето на податоците во координација со општините. Првото училишно звонче денеска ги повика учениците да се вратат во своите училници по долгиот летен распуст. Во вестите прикажуваме дел од атмосферата во училиштата. Градоначалникот на град Скопје на новите средношколци од гимназијата Раде Јовчевски Корчагин им посека успешна учебна година. Во скопските средни училишта од денеска учебната година ја почнуваат 6.496 ученици. Градоначалникот на град Скопје Куце Трановски денеска присуствуваше на првиот училишен ден од оваа учебна година во средното училиште на град Скопје Раде Јовчевски Корчагин и посака успешен почеток. Како што наведуваат од градот, гимназијата Раде Јовчевски Корчагин годинава ги пречекува учениците со нови подови во училниците, реновиран покрив на објектот и уреден двор, односно во многу посолидни услови за работа. 550 првачиња од општина Бутел денеска ја започнаа новата учебна година. Со цел овозможување на квалитетни услови за работа, локалната самоуправа летниот период го искористи за реконструктивни зафати во училиштето Ацо Шопов, каде што денеска се одржа централната свеченост. Ова учебна година 7 основни училишта кои се наоѓаат на територија на општина Бутел подготвени ги дочекаа учениците во реконструирани простори. Вкупно 5600 ученици ја започнаа новата учебна година, од кои 550 првачиња. Во основното училиште Ацо Шопов денеска по повод првиот училишен ден се одржа приредба за добре дојде на новите 110 првачиња. Како што истакна градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски, во
текот на летниот период во ова училиште се направија големи градежни зафати, кои вклучуваат нови прозори, реконструкција на физкултурната сала, поправка на кровот, како и комплетна промена на инвентарот во училниците. Со тоа се овозможени одлични услови за одржување на воспитно-образовниот процес, додаде Латиновски. Минатата година и оваа година вложиме многу во реновирање на училиштата на територијата на општина Бутел. Основното училиште Ашот Шопо во населбата Радишене, каде што целосно го смениме училишниот кров, целосно сменети се прозорите со нова и термопан стакла, реновирана целосно е училишната сала. Не застануваме тука, напротив, продолжиме да обезбедиме и за родителите да можат децата да ги носат во училиштето, паркинг простор од негде околу 700 метри квадратни за негде околу 70 возила. Потоа обезбедиме и навлегоме и внатре во училиштата, обезбедувајќи нови клупи, нови столчиња. Со еден збор создаваме услови во сите училишта на територијата на општина Бутел за нормално одвивање на воспитно-образовниот процес. Градоначалникот исто така нагласи дека локалната самоуправа заедно со раководството на училиштата ќе соработуваат со родителите со цел постигнување на високи резултати на учениците. Иднината на нашата општина и на државата е токму во младите. Денеска се бара се повеќе и повеќе знаење, затоа и мојот апел, во моето обраќање пред родителите беше заеднички, родители, наставници, локалната самоуправа, сите да соработуваме се со единствена цел да нашите ученици, вашите деца стекнат многу повеќе знаење, за да можат многу полесно да ги совладуваат пречките кои што во иднина ќе им излезат пред нив или ќе се сретат во животот. Благодарност за целата инвестиција и за подобрените услови за учениците, изрази директорката на основното училиште Ацо Шопов Снежана Петреска, при што на учениците им посака успешен старт на учебната година. Ширум ги отворивме вратите на 110 првачиња. Горди сме, каде што во другите општини може има проблем за формирање на целосно паралелки со голем број на ученици. Во нашето училиште, значи тоа не е проблем. Како директор сум задоволна каде што условите за работа се на високо ниво. Горди и среќни сме каде што клучниот триаголник помеѓу родителот, ученикот и наставникот е на највисоко ниво токму во ова училиште. Нека е со среќа на сите првачиња и на сите ученици во нашава земја. 759 првачиња денеска за прв пат седнаа во училишните клупи во основните училишта на територија на општина Газибаба. Денешниот прв училишен ден градоначалникот Тони Трајковски го искористи да го посети основното училиште 25 мај и основното училиште Крсте Мисирков, каде на сите првачиња и ученици им посака успешна учебна година. А и во останатите училишта во општината беше организиран свечен прием за првачињата. Со првото училишно звонче денеска започна новата учебна 2017-2018 година. И во општина Газибаба денеска започна првиот училишен ден. На територија на општина Газибаба има 11 основни училишта со околу 7150 ученици, а годинава се запишаа 759 првачиња. По тој повод, градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски на првиот училишен ден ги посети основното училиште 25 мај и основното училиште Крсте Мисирков, каде ги поздрави првачињата и им посака успех во учењето. Успешна училишна година им посака и на сите ученици во сите основни училишта во општина Газибаба. И во основното училиште Стив Наумов во автокоманда за првачињата беше подготвена приредба со која ги пречекаа новите ученици. Годинава во ова училиште запишани се 101 прваче, а вкупно се 900 ученици. Како што истакна директорот на училиштето Александар Каровски, училиштето е подготвено за новата учебна година и најави дека следната година училиштето ќе го прослави јубилејот 70 години постоење. За новата учебна година подготвени сме, сите капацитети се спремни за почеток на учебната година. Запишавме 101 ученик во прво одделение. Оваа година е 69 пат како што запишуваме првачиња. Веќе следната година имаме јубилеј, одбележуваме 70 години како што е започната воспитно-образовната дејност во ова училиште. Во текот на летниот период основните училишта и општина Газибаба презема активности за реконструкција и санација на објектите со цел подобрување на условите за работа и учење на учениците. Градежните зафати се одвиваа најмногу во летниот период во сите училишта за внатрешно и надворешно уредување на објектите со цел подобрување на условите за работа и овозможување на подобро одвивање на воспитно-образовниот процес.
Возбудени и стрекни, 410 првачиња од општина Ѓурче Петров денеска за прв пат го пречекорија училишниот праг. За обезбедување на квалитетни услови за следење на наставата се погрижија локалните власти, кои за време на летниот период извршија реконструктивни зафати во основните училишта. Во 6 основни и 2 подрачни училишта на територијата на општина Ѓурче Петров, 410 првачиња ја започнаа новата учебна 2017-2018 година. Возбудени и среќни за прв пат го поминаа училишниот праг, а специјално за нив во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски беше организиран и свечен прием. Раководителката на секторот за образование во општина Ѓурче Петров, Сонја Палчевска-Ќосева, нагласи дека општината подготвена ги причека како првачињата, така и останатите ученици во сите училишта на територија на Ѓурче Петров, при што додаде покрај квалитетен наставен кадар, училиштата ги исполнуваат и сите останати технички услови за следење на наставата. За обезбедување на квалитетни услови за следење на наставата, во текот на летниот период беа извршени реконструктивни зафати во сите основни училишта во општината. Ние во општина Ѓурче Петров овој ден го дочекавме подготвени. Уште во месец мај се направија санациите по училиштата, се започна во текот на летниот период, се извршија, така да за подготвеноста на училиштата, мислам дека можам да кажам дека во состојба на една многу позитивна средина за работа и учење. Наставниот кадар е соодветен за потребите на нашите ученици. Ова учебна година на голема среќа ние немаме ученици кои што намален број, туку се формираат паралелки според потребите на наставниот кадар и зголемен број во одредени училишта, како што и ова училиште Димитар Попгеоргиев Беровски. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров, Сокол Митровски, присуствуваше на свеченоста во основното училиште Јоаким Крчевски во Волково, а успешно започнување на учебната година им посака и на првачињата во истоименото подрачно училиште во село Никиштани. Воедно им посака успешна работа на наставниците и на сите ученици. За вашето добро образование ќе се грижат докажани кадри кои досега на прав пат истирале многу генерации. Драги дечиња, ви посакувам успешна учебна година, многу петки и многу нови другарчиња, истакна градоначалникот Митровски во обраќањето до првачињата. Денеска свечено беше одбележан првиот училишен ден во сите централни и подрачни основни училишта во општина Илинден. Купно 200 првачиња ја започнаа новата учебна година во училиштата во општина Илинден, а во средното училиште наставата започна за вкупно 260 ученици. Денеска свечено беше одбележан стартот на новата учебна година во сите основни училишта во општина Илинден. Училиштата ги посети градоначалникот Жика Стојановски. Во основните училишта беа приредени свечени манифестации за прием на првооделенчињата, а исто така на првиот училишен час градоначалникот Жика Стојановски им посака добре дојде на 200 првачиња, колку што годинава се запишаа во 3 централни и 5 подрачни основни училишта во општина Илинден. За време на средбата на сите првооделенци, градоначалникот Стојановски им подели пригодни подароци кои се состоеа од училишен прибор потребен на првачињата. Во сите основни училишта има вкупно 2000 деца. Новата учебна година започна и за новата генерација ученици во Средното општинско стручно училиште Илинден, каде има вкупно 260 ученици. Булеварот Трета македонска бригада во завршна фаза. За ова подоцна во вестите. Во основните училишта низ општина Петровец 126 ученици за прв пат седнаа во училишните клупи. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски ги посети скоро сите основни училишта на територијата на општината, при што им посака успешна учебна година како на првооделенчињата, така и на сите ученици. 126 првачиња денеска за прв пат седнаа во училишните клупи во училиштата низ општина Петровец. Од ниво Централното основно училиште Братство и единство, заедно со 4 подрачни, учебната година ја стартуваа 55 првачиња, додека во основното училиште Кочурацин, вклучувајќи ги и подрачните, во училишните клупи седнаа 71 прваче. Свечен прием на првачињата и организирани манифестации имаше во сите централни училишта, а присутен беше и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, кој на сите првачиња им посака успешна учебна година. По повод првиот училишен ден,
ги посетиме основните училишта Кочо Рацин Петровец и Братство единство Средно Конјари и им посакавме на учениците среќна нова учебна година, а на најмалите првачињата кои прв пат седнаа во училиштите глупи, им посакавме среќен почеток, да учат, да се надградуваат, да ги слушаат своите наставници, бидејќи знаеме дека токму од овде, од основните училишта, се поставуваат темелите на образованието. Директорката на основното училиште Кочо Рацин истакна дека за прием на првачињата подготвиле свечен прием на кој поголемите другарчиња организираа приредба. Инаку во основното училиште Кочо Рацин има вкупно 965 ученици. Денес во основно училиште Кочо Рацин Петровец започна новата учебна 2017-2018 година за 695 ученици, од кои што 71 првача во централно и во двете подрачни училишта во Огњанци и Катланова. На своите другарчиња, односно на најмалите првачиња, им подготвивме свечена приредба, свечен прием на првачињата и им посакавме топло добре дојде. Досега во сите основни училишта низ општина Петровец беа темелно реконструирани, а изградени се и две нови основни училишта, од кои едното е Кочо Рацин во Петровец, а другото е подрачното основно училиште Братство единство во населеното место Чифлик, со кое им се овозможува на децата од ова населено место да посетуваат настава во местото во кое живеат. И во основното училиште Питер Попарсов во општина Карпош денеска се слушна првото училишно звонче, на кое најмногу му се израдуваа првачињата. Учениците од основното училиште Питер Попарсов со свечена приредба, многу музика и театарски перформанс ги пречекаа најмалите соученици првачињата. На оваа манифестација присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стивчо Јакимовски, кој на основците им посака стрикен почеток на новата учебна година. Првиот човек на општината посочи дека целта на локалната самоуправа е во незините училишта да учат само основците кои се жители на општина Карпош и апелираше до родителите да имаат поголема доверба во наставниот кадар, кој е подготвен да ги вооружи учениците со темелно знаење од областа на образованието и спортот. Локалната самоуправа им приреди пријатно изненадување на првачињата, доделувајќи им информативно-едукативни боенки, кои за нив ги изработи Оделението за образование на општина Карпош. До крајот на септември се очекува да биде пуштен во употреба проширениот и реконструиран булевар Трета македонска бригада. Улицата со овие градежни активности доби 4 сообраќајни ленти, по 2 ленти во секоја насока, и велосипедска патека и тротоар. Градоначалниците на град Скопје и на општина Аеродром Коце Трајановски и Ивица Коневски денеска извршија увид во завршната втора фаза од градежните работи за проширување и реконструкција на булеварот Трета македонска бригада, која почна во декември 2015 година. Втората фаза е изведена на путегот од крстосницата со улицата Васко Карангилевски до улицата Никола Карев во должина од 1400 метри. Како што изјави скопскиот градоначалник Трајановски, останува уште отстранувањето на објектот кој се наоѓа на трасата на овој булевар за кој се води судска постапка и се чека одлука од судот, така што се очекува новиот булевар да биде пуштен во употреба до крајот на септември. И овој булевар ќе биде еден од подобрите булевари, ќе овозможи поголема безбедност, поголема проточност, поголема екологија при движењето и нормално подобар изглед. Овој булевар се прави на улица која што претходно беше со 2 ленти, една во еден правец и друга во друг правец. Сега ќе има 4 ленти, по 2 ленти во секој од тие правците. Ќе има средично зеленило од лева и од десна страна покрај булеварот. Ќе има велосипедски патеки и пешачки патеки од двете страни, така да ќе биде направен по сите стандарди. Направено е и ново улично осветлување и искористено е да се направи нова атмосферска канализација по целата должина на овој втор дел, во должина од 1400 метри за одведување на атмосферските води. Така да очекуваме, уште еднаш ќе повторам, при крајот на месецот септември да конечно биде целосно пуштен во употреба овој
многу значаен булевар за општина Аеродром и за градот Скопје. Предходно, првиот дел од булеварот Трита македонска бригада на путегот од булеварот Србија до улицата Фрањо Клус беше проширен во 2014 година со должина од 1243 метри, така што булеварот е проширен во вкупна должина од над 2600 метри. Проширувањето на оваа сообраќајница ќе овозможи побрза сообраќајна комуникација со другите делови од општината и со центарот на градот, а од друга страна ќе се зголеми и сообраќајната безбедност. Со турнир во мал фудбал Ѓорче Петров Куп 2017 започна програмата за празнувањето на денот на општина Ѓорче Петров. За прв пат годинава на турнирот во мал фудбал покрај домашните екипи учествува и екипа од Србија. На мултифункционалното игралиште кај надвозникот во Ѓорче Петров се одржува четвртиот поред традиционален турнир во мал фудбал во организација на Сдруженијето на граѓани Ѓорче Петров Куп, кој од оваа година станува и меѓународен. На турнирот за прв пат учествува и екипа од соседна Србија. На турнирот пријавени се 20 екипи од целата држава, а судиите се распоредени од Фудбалската федерација на Македонија. Наградниот фонд за прво место изнесува 120.000 денари, второ место 60.000 денари, трето место 30.000 денари, а за четвртото место 10.000 денари. Со овој спортски настан започнува празнувањето на денот на општина Ѓорче Петров 20 септември, за што се подготвува богата празнична програма. Од нокеска на полноќ бензините ќе се продаваат по нова повисока цена. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 на однокеска на полнок се зголемува за 1 динар по литар, на Евро Супер БС 98 и на екстра лисното масло за домакинство за 0,5 денари, додека цената на Евро Дизел останува непроменета, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 63 денари за литар, Евро Супер БС 98 ќе се продава за 64,5 денари, а екстралисното масло за домакинство за 37 денари за литар. Литар Евро Дизел и во наредните 2 недели ќе чини 48 денари за литар. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без електрична енергија заради закажани технички зафати ќе останат повеќе делови од Скопје. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без електрична енергија заради закажани технички зафати ќе останат делови од општините Ѓорче Петров, Чучар Сандево и Сарај. Во периодот од 7 часот и 45 минути до 8 часот и 15 минути без струја ќе бидат корисниците од улицата Скупи со броевите 12, 14, 20 и 22 и дел од бунарите кај реката Лепенец во општина Ѓорче Петров. Во периодот од 8:30 до 11 часот и 30 минути ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во село Бањани во општина Чучар Сандево. Во периодот од 9:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од село Семениште во општина Сарај. Во периодот од 8:30 до 12 часот струја ќе нема на дел од улицата Белградска во општина Центар. Во периодот од 7 часот и 45 минути до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Скупи, број 20 во општина Ѓорче Петров. Во периодот од 8 часот и 45 минути до 10 часот и 15 минути струја ќе немаат корисниците од улицата 1687 во село Бардовци во општина Карпош. Во продолжение на вестите следува Матамамита.
Со МТМ Метео го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.